Просечната цена на струјата по нова година нема да се зголеми за повеќе од 1%. Ова е проценката на првиот човек на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Откако регулаторна на денешниот состанок ја намали цената на мрежарината за 7%, која учествува со 38% во крајната цена, а ЕСМ во четвртокот на тендер му понуди на универзалниот снабдувач 62 евра за мегават час, што е пораст за 3,33%, сега наред е Евана Хоум, кој треба да ја формира финалната цена за граѓаните под надзор на комисијата. Во крајната цена е 38%, имајќи во предвид дека веќе ја знаеме и цената која што ја пријави ЕСМ на тендерот кој универзалниот снабдувач, кој изнесува 62 евра за мегават час. Јас не очекувам дека ќе има поголемо покачување на цената на електрична енергија, на просечната цена за домаќинствата да биде поголемо од 1%. Регулаторната комисија за енергетика напролет ќе одлучува дали да се воведе еден дополнителен час ефтина дневна тарифа. Сегашните проценки се дека цените на бирзите се најниски во периодот од 12 до 16 часот. Македонија е единствена држава во регионот која има ефтина тарифа на струјата во текот на денот. Цената на електричната енергија на најголемата берза во регионов, како и на нашата берза, се најниски во периодот од 12 до 16 часот, а највисоки од 20 до 24 часот. Имајќи во предвид дека нашите домаќинства веќе имаат стекнати навики во однос на ефтината тарифа, се одлучивме до пролета да ја оставиме ситуацијата таква каква што е, па потоа врз основа на состојбата во АДС-ама ќе носиме понатамошни одлуки. Новата цена на струјата која ќе важи во првите 6 месеци од 2025 година ќе се знае до крајот на декември. Премиерот Мицкоски во повеќе наврати напомена дека е можно минимално поскапување во првите два потрошувачки блока и до 3% повисоки сметки во третиот и четвртиот блок за оние кои трошат повеќе. Од Регулаторната комисија за енергетика велат дека ценовната стабилност на струјата е најважна, а во иднина треба да се подобри и финансиската состојба на државните електрани, кои мораат да го зголемат производството и може да продаваат повеќе струја по повисоки цени на слободниот пазар. Во 2025 се очекува за 100% поголемо производство од фотоволтаици, а пробна дозвола за работа треба да добие и новиот ветерен